Добре, криптоентузијасти, моментално ќе направиме техничка анализа видео во која што ќе поразговараме повеќе за моменталната ситуација на пазарот, каде што денеска ќе посветиме повеќе време на индикаторите кои што ни покажуваат дно на пазарот на биткоин, со тоа што ќе обрнеме внимание на некои други дополнителни индикатори, односно чартови кои што може да ни го покажат тоа дека навистина се наоѓаме многу блиску до евентуалниот крај, односно дно на овој циклус на биткоин. Сега, пред да продолжиме со самата анализа, прво ќе направиме еден краток overview, да речем, од она што се случуваше моментално со Федералната резерва, како и моменталниот чарт на DXY, кој што нормално е еден од главните индикатори во утврдување на дното. Значи, првенствено, оно што мораме да го напоменеме е дека немаме датуми за кога ќе бидат следните состаноци на Федералната резерва, затоа што знаете и сами дека ако ги следевте последните пресконференции на Джером Пауел, истиот кажа дека нема да запрат со поставување на нови rate hikes, односно нови каматни стапки, туку ќе ги намала фактички новите кои што ги поставуваат. Во оваа ситуација, значи од 0,75 ги намалија на 0,5%, со тоа што, значи, знаете и сами, ако се сеќавате кога следевте нашиот канал, ние точно кажаме што ќе се случи, односно дека ќе имаме олабавување на пазарот и дека стравот ќе исчезне, барем нели не комплетно, но ќе се намали. Со тоа што добивме памп на пазарот, но нормално поради одредени други ситуации кои што не се поврзани со ова, односно со rate hikes на самата Федерална резерва, добивме повторен дамп на пазарот, нормално, како што кажеме и сами, значи сето тоа е на некој начин дел од техничката анализа од она што го очекуваме во овој момент на пазар. Како и да е, значи од овој момент понатаму, за жал не можеме да разговараме за следни состаноци на ФЕД, затоа што добро е да се знаат кога се е, но нели во текот на да речеме јануари сигурно ќе има веќе нов распоред, затоа што гледаме дека моментално распоредот завршува до 2022 година, 2023 година. Добро, значи го објавиле, гледате, јас не знаев моментално, само што видов дека е добро. Значи официјално тоа ќе биде 31 и 1, значи 31 јануар и 1 февруар. Значи не беше вчера, денеска може да се случило, како и да е. Значи следен состанок не е на 31 јануар, 1 февруар, со тоа што имаме уште еден, да речем, фактичко еден месец и 10 дена пред следниот состанок, но веќе ни е позната агендата на Федералната резерва, така да знаеме што да очекуваме во следните нивни состаноци. Но за жал, како што можеме да видиме, Федералната резерва знаеме кога ќе бидат, но за стапката за CPI и core инфлација се уште немаме кога истите ќе бидат објавувани. Најчесто сега што можеме да видиме негде околу добро, значи имаме следната, се уште немаме за цела нова година, но имаме следната, а тоа е на 12 јануар. Значи на 12 јануар ќе знаеме која е стапката на инфлација во текот на декември, а со тоа, значи со завршување на декември ќе имаме и обрт, практично ќе знаеме точно за целата година која била средната каматна стапка, така да ќе имаме и нели годишна каматна стапка која што ќе можеме да споредиме со претходните години, тоа нели во наредниот месец ќе го направиме, така да и тоа е нешто од битните работи кои што ќе мораме да ги земеме во предвид и нормално во почетокот на јануари исто така ќе имаме и уште еднаш значи стапката на невработеност во Америка, која што е еден од основните фактори кои што може да ја промени политиката на Федералната резерва во една или во друга насока. Значи ќе напоменам уште еднаш, тоа се основните фактори кои што ни се битни за да знаеме што понатаму ќе прави Федералната резерва во однос на нејзината политика, така да, значи, тоа ќе го погледнеме во текот на следниот месец, во овој месец веќе го добивме и со тоа што имаме релаксирање нова политика, имаме намалување на стравот, како што видовме и сами. Значи, буквално тоа успеавме да го утврдиме преку оваа фундаментална анализа, така да сега за сега немаме што повеќе за да разговараме за ова. Значи, битно е да разговараме дека моментално и DXY и самата стапка на инфлација се намалуваат, што е во наша корист. Значи, тоа е она што е најбитно моментално за нас. И значи, овие два фактори, значи сега веќе влегуваме во самата анализа, овие два фактори се клучните фактори кои што ни се битни со цел да утврдиме дали се наоѓаме на дното или не. Значи, ако се сеќавате, ние имавме оваа листа. Значи, повеќе ќе разговараме за Федералната резерва и низините rate hikes во текот на наредниот месец, кога ќе имаме повеќе информации, кога ќе испадне следниот степен на инфлација и слично, како и степенот на невработеност во Америка. Сега за сега ќе се
посветиме повеќе на самиот чарт, затоа што овие месеци на макро ниво се практично месеците во кои што се очекува дното според макроанализата која што досега сме ја правиле на претходните циклуси, затоа и е многу битно да видиме каде се наоѓаме во истите. Сега, рековме дека клучните индикатори не се 200, 300 и 400 неделната средна вредност, фактично, нели, која од овие ќе ни даде поддршка со цел да можеме да влеземе во следниот bull market. Следен индикатор ни е индексот на инфлација, односно самата CPI core инфлација, за која што нели веќе спомнавме, но ќе ја споредиме да видиме што се случува моментално. Како е вредноста на самиот долар, односно да утврдиме пад на вредноста на доларот и нормално хајке наши свеките на неделно и месечно ниво на Bitcoin чартот, како и RSI, сток RSI и MACD, да имаме целосен пресврт во овие индикатори со цел да можеме да разговараме за почеток на новиот тренд, односно на утврдување дно и почеток на следниот bull market. Сега. Прво ќе започнеме од сама анализа на DXY и на инфлацијата со цел да можеме да утврдиме што понатаму очекуваме во оваа ситуација поради овие два индикатора кои што се главни индикатори. Ако се сеќавате, разговараме дека уште од самиот почеток на оваа анализа и користење на овие индикатори, тие ни беа главните пропоненти, односно тоа се оние два индикатора кои што постојано се движат во спротивна насока од она што ние го очекуваме, со тоа што на месечно ниво знаете и сами дека DXY индексот се наоѓа во овој пајешки канал, многу пати досега сме го кажале, со тоа што не успеа да го достигне оној врв кој што ние очекувавме дека ќе се случи да го достигне, но тоа не го менува фактот дека ова како што мене барем ми наликува е крај на движењето на биткоин во овој период нагоре. За тоа говорат повеќе фактори. Значи, првенствено мораме да забележиме дека имаме целосен пресврт во самите индикатори кои што ги имаме на долниот екран, но пред да продолжиме таму, значи да напоменеме уште еднаш дека најголемиот, да речем, показател во оваа ситуација ни е оформувањето на ново локално дно. Ќе поразговараме на помалите чартови за тоа, но прво, кога веќе сме на месечно ниво, значи иако не сме достигнале одредено ниво како што ние очекуваме, тоа мораме да го земеме секогаш во предвид, значи големите играчи не чекаат достигнување на одредено ниво само затоа што тоа би било математички точно или затоа што чартот го покажува тоа. Многу од играчите ќе изваат своите профити пред да достигнат до одредена мета со цел да се заштитат, односно да не се случи ово што моментално го гледаме, да не дојдеме до допирање на горната страна на каналот, а во меѓувреме нели на тој начин и да го изгубите профитот затоа што сте чекале премногу долго за да достигнете до самата мета. Значи тоа е основната ситуација која што многу често се случува, вие сигурно знаете и сами дека тоа сигурно ви се случува многу пати. Моментално имаме губење на поддршката која што има од претходниот масивен bull market во текот на 95-та до 2000-та година, со тоа што во оваа ситуација значи имаме две месечни нивоа од 99-та и 2002 година, како и ова поле кое што е оформено во единствената свеќа во обратен правец во целиот овој пат, кој што моментално гледаме дека сите се изгубени, значи сите до едно од овие нивоа се пробиени надолу, со тоа што моментално следно ниво кое што би можело да ни представува некаков тип на поддршка е ова ниво, кое што претходно беше буквално ниво на отпор на претходните два bull маркети на биткоин, на DXY, а зошто го велам тоа? Доколку ги споредиме чартовите на биткоин и на долар, значи на DXY, на доларниот индекс, можеме да видиме дека буквално во овој момент, значи го достигнал својот, за да речем овој период од 2016 до 2017 година, го достигнал својот врв на да речем локален bull маркет, додека во спротивно имаме нели стагнација и пад на како на самиот биткоин, така и ако ги ставаме традиционалните пазари, така ќе биде истата ситуација и со нив, и обратно, значи гледаме дека неговиот пад, значи раст на биткоин и обратно, значи гледате, во оваа ситуација повторно имаме почеток на DXY bull market, со тоа што овде повторно имаме во ист да речем сегмент, оформување на врв на овој маркет за DXY, додека обратно имаме достигнување на прво и второ дно на биткоин чартот и обратно гледаме дека повторно имаме обратно движење. Знаете се обратно пропорционални биткоин и DXY чартот, со тоа што само сакав да напоменам дека овие два претходно биле фактички и своевидно дно на биткоин чартот, додека станува збор за врв на
bull ранот на DXY индексот. Сега, значи станува збор за силно поле кое што може да пружи соодветна поддршка, заедно со гледаме дека во целиот овој bull движење имаме само една светлина која што кореспондира со овој врв претходен, така да верувам дека ова ќе биде солидно ниво на кое што ќе се задржи DXY индексот, но се уште е во потврден пат. Тоа е најбитниот момент. Со тоа што ако го споредиме и моментално Market Cypher, кој што не е комбинација од многу индикатори, можеме да видиме дека после утврдување на овој макро врв имаме и промена на бранот на моментум со базичната и сигналната линија надолу, имаме голема корекција на RSI, сток RSI, кој што кога ги споредиме со претходните, затоа што гледаме дека претходното формување на врвови ни значило и крај на бул движењата на DXY индексот. Истата ситуација се случува и овде, со тоа што разликата е што за разлика од претходните две ситуации, значи ова е прв пат да имаме толку висока вредност како на RSI така и на сток RSI. Претходно гледаме дека вредностите им биле многу поумерени, за разлика од тоа овој пат имаме и целосен overbought RSI, односно прекупен RSI индекс кој што се наоѓа над ова ниво од 70, додека сток RSI е на комплетно overbought левел, односно комплетно купен левел на 100. Така да ова навистина ни покажува дека бил overextended самиот DXY индекс и дека е време нели за истиот да направи корекција, така да значи ова се првите главни индикатори на месечно ниво. Знаете и сами дека кога ќе дојдат, колку е повисоко нивото на кое што моментално и гледаме индикаторите, толку истите се појаки, значи побитни за она што моментално го гледаме на самата техничка анализа. Знаете и сами, DXY индексот на неделно ниво падна од овој канал, кој што ствари представуваше и главниот дел од неговиот bull market, со тоа што моментално е во потврдено движење надолу од моментот кога го проби ова локално дно, со формирање на ново локално дно, веќе се наоѓаме во потврден пат. Гледате, направи ретест на овој левел од 1999 година неколку пати, пред да се придвижи надолу. Сега моментално пред да почне да се придвижи во ова поле кое што е врв на претходните два бул маркети, имаме и врв кој што е оформен во 2017 година, кој што моментално представува поддршка. Но гледаме дека постепено ги крши и се придвижува надолу со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе луѓето губат доверба во силата на доларот во овој момент и гледаме дека тоа го потврдуваат и Market Cypher на неделно ниво. Односно имаме одлив, тоа што е многу битно, одлив на средствата од ова добро. Значи, гледате, паричните средства постепено се одливаат, ова е зелениот бран. Значи, бранот на моментум е веќе под нулата и тоа базичната сигналната линија се доста раздалечени. Сток RSI е на нула практично, но тоа е многу брз индикатор, така да не е толку за верба да речам, додека RSI се наоѓа на вредност од 39, што значи дека има уште солидна количина за паѓање надолу, дури значи во најблиска рака, барем уште 9 поени има за паѓање пред да имаме некаков тип на солидна корекција нагоре, но тоа не значи дека постојано ќе се движи сега што сакаме. Знаете и сами дека значи формирање на или давање на одреден нов rate hike, односно нова каматна стапка, автоматски прави рели за DXY индексот, што уствари и е ситуацијата која што видиме на дневно ниво. Односно знаете и сами дека потребно е некое време пред DXY индексот да добие сила, како што беше тоа во неколку наврати претходно. Моментално ќе го обележиме и последниот rate hike, тоа не сме го направиле, значи на 14 практично декември добивме последен rate hike кој што имаше вредност од 0,5 0,5%. Со тоа што гледате и сами дека после самиот rate hike, значи сме добиле придвижување на DXY индексот нагоре. Сега повторно, тоа не е секогаш исто, оваа ситуација сме го добиле веднаш како корекција нагоре, со оглед на фактот дека веќе беше во солиден пат надолу самиот DXY индекс. Гледаме дека Market Cypher ни покажува значи bullish divergence овде и гледаме дека навистина сме се задржале солиден период надолу со неколку утврдени локални дна, затоа и беше очекувано тоа движење нагоре, но генерално целото движење моментално на DXY индексот се наоѓа во овој канал, кој што веќе неколку пати потврдено е одбиен на горната страна граница на овој канал и очекуваме негово придвижување надолу со оглед на фактот дека не успеа да го добие оној познат, да речем,
познато движење после утврдување на rate hike, како што знаете и сами, што утврдување на нов локален топ, но како и да е, нели, нормално, со оглед на фактот дека политиката на Федералната резерва се промени нагло, нормално луѓето веќе не очекуваат утврдување на нови да речем локални all-time highs за DXY индексот, затоа што колку повеќе се како да кажам, оние хокиши давиш, што се нарекува политиката, односно колку повеќе политиката е кон презервација на економијата, за разлика од уривање на големата инфлација, значи толку повеќе нормално дека луѓето ќе бидат повеќе склони кон купување на ризични добра и обратно, колку повеќе нели се зголемуваат рейт хајковите и сето тоа, значи толку повеќе луѓето ќе се фокусираат на долар, затоа што истиот е многу постабилен и во овие периоди има многу подобар профит во него. Така да, значи со промената на политиката на Федералната резерва кон не целосна промена, значи сега на пример за да почнат да ги бришат каматните стапки, но истите кажаа дека ќе дојдат до 5% отприлика и таму ќе ја задржат ова каматна стапка одреден период, додека не утврдат дека, значи не дека не утврдат, туку додека не успеат да ја намалат инфлацијата до 2%, кое што е уствари и зацртаното ниво на Федералната резерва. Сега, значи фактички ова ќе не донесе во следниот индикатор, а тоа е самата инфлација. Сега, значи како што кажавме, промената на политиката на Федералната резерва е главниот индикатор кој што и двигател на тоа луѓето да се откажат од DXY, односно од доларните вредности и да ги промена своите средства во нешто друго. Така да, тоа и понатаму, значи иако они ќе задржат каматна стапка на 5%, а со оглед на фактот дека сега додела 0,5%, тоа значи дека сме на 4,5% веќе. Така да на следниот состанок кој што очигледно според самиот календар треба да биде на 31 јануар, 1 февруар, значи ако додадат уште 0,5 веќе ќе стигнеме до на ниво кое што они очекуваат да биде и главната камата која што ќе ја држат во одреден период додека не се намали инфлацијата. Така да скоро сме таму. И ваквото задржување нема да биде нова тематика, значи нема да биде нешто што не е очекувано на пазарот, а се додека пазарот може и веќе ги очекува резултатите од Федералната резерва, се повеќе се намалува стравот, поради тоа што луѓето знаат што ќе се случи следно. Така да со намалување на стравот ќе се движиме и понатаму кон она што го разговаравме, а тоа е намалување на вредноста на доларот и зголемување на вредностите на различните добра, меѓу кои се и криптовалутите кои што нас се битни. И гледаме дека последно од индикаторите ние дека самиот Фибоначи индекс, односно Фибоначи индикатор ни покажува дека сме достигнале точно оваа мета моментално во која што се наоѓаме. Сега мораме да видиме дали цената ќе се продолжи да се движи надолу по овој канал, со тоа што можеме да очекуваме можеби и пристигнување до следната мета која што се наоѓа овде на 101, но нели, мораме да видиме како сето тоа ќе се движи или пак ќе добиеме корекција која што ќе треба да го поставиме обратно Фибоначи индикатора, да видиме нели, значи во оваа ситуација обратно би ни представувало од локалниот врв до моменталното дно кое што е овде и да видиме значи самата корекција до каде ќе стигне нагоре со оглед на фактот дека е многу блиску до 38,2, а тоа е првата званична корекција од која што очекуваме солидно придвижување на цената надолу, но не, останува да видиме како ќе се движи со оглед на фактот дека секоја нестабилност на пазарот луѓето автоматски се враќаат назад на доларот како сигурна валута наспроти нели ситуацијата со да речем криптовалутите, хартија од вредност и слично, со тоа што гледаме дека имаме доста потенцијални вести кои што може да го бутнат пазарот повторно надолу. Значи ќе напоменам уште еднаш, ова е техничка анализа, ако се сеќавате на вчерашното видео направивме фундаментална анализа каде што објаснивме дека постојат вести како банкрот на Genesis и DCG, како негативна одлука на SEC, односно хартијата за хартија од вредност и Ripple, против Ripple, или пак да речем масовен одлив на биткоин на менувачниците после Mt. Gox враќањето на биткоин и биткоин кеш на луѓето кои што го изгубија во хакот назад во 2013-2014 година. Значи ова се некои вести кои што можат директно да ја променат оваа политика, односно луѓето да се уплашат и да се вратат назад кон доларот и да ги продадат своите криптовалути, но да не се лажеме, моментално
ќе ги покажеме и оние следни индикатори кои што моментално ги следиме, кои што ни покажуваат дека на вистина се наоѓаме на значи според индикатори на максимум што може едно дно уствари да представува. Значи придвижување на цената уште 1000 или 2000 долари надолу, верувајте ми, нема да смени ништо во големата шема, односно во големата макро анализа која што ја правиме, затоа што тоа е нешто што ако се случи, значи нема да ви промени да уште не знам недела две бидеме на 1000 или 2000 долари подолу, а кога се наоѓаме на самото дно и да речем после 2-3 месеци да се коригираме солидно нагоре постепено придвижување во следниот bull market. Така да верувајте ми, во овој момент можеби ви изгледа големо, но да речем после неколку месеци ќе ви изгледа како да не било никаква голема промена да речем во вашето инвестирање. Сега следно за кое што ќе поразговараме повторно, значи знаете и сами, едно од најбитните работи, значи гледаме дека овој индикатор е целосно во наша полза, односно гледаме дека индексот на DXY, на доларот, на вистина е во потврден пат и тоа веќе можеме да го кажуваме со сигурност. Следно, односно самата инфлацион индекс, моментално гледаме дека исто така е во потврден пат, значи од 9,1 практично, каде што беше моментално максимум во овој масивен раст кој што го имаше, значи моментално се наоѓаме на 7,1, со тоа што имавме последователни неколку месеци на пат заедно со кор инфлацијата, да не заборавиме. Значи сето тоа моментално ни покажува дека и инфлацијата како таква со овој потврден пат е благо наклонета кон самиот биткоин. Сега зошто е тоа така? Не е толку директно наклонета кон биткоин, затоа што инфлацијата сама по себе е нешто што ја намалува вредноста на валутите, не на криптовалутите. Но се додека има висока инфлација, Федералната резерва и понатаму ќе биде, значи, на некој начин инсентивизирана да продолжи да ја дига вредноста на DXY индексот со цел да ја намали инфлацијата. Се додека ја дига цената, значи вредноста на самиот DXY индекс, нормално на доларот, ќе ја намалува вредноста на оние добра во кои што се тргуваат спротивно со доларот, каде што се и криптовалутите. Сега, значи во оваа ситуација, оно што треба да го разбереме е дека ако се случи инфлацијата да се врати нагоре, нормално дека и Федералната резерва повторно ќе промени својата политика и ќе продолжи да ги крива каматните стапки колку што е потребно се додека не ја намали инфлацијата, затоа што ако не ја намали сега, ќе имаме хиперинфлација која што ќе биде многу потешко да се намали и многу потешко да се контролира и ќе имаме многу поголема штета на економијата. Така да, разбирливо е дека се додека имаме пад на оваа инфлација надолу, ќе имаме задоволително, да речем, резултати за Федералната резерва и истите нема да водат политика со која што ќе се обидуваат да зголемат вредноста на доларот. Значи, овие се паралелни како вредности, односно се додека имаме пад на инфлацијата, како на CPI, така и на кор инфлацијата, ќе очекуваме и пад на доларот, затоа што падот и растот на доларот се директно поврзани со саплајот, кој што, односно количината која што имаме на пазарот, која што доаѓа според политиката на Федералната резерва, затоа што со низините политики на каматни стапки, истата може да ја регулира количината која што ја имаме долари на пазарот. Значи, двата се паралелни и се додека едниот паѓа и другиот очекуваме да биде во пад, затоа што нема причина Федералната резерва да го држи доларот на висока вредност, затоа што истиот моментално ја урива цела економија во светот, затоа што, значи, се поскапо и поскапо е за останатите држави да има долари со цел да може да учествуваат во светската размена на услуги, добра, затоа што доларот представува резервна валута на светот, кој што го користат другите држави со цел да направат размена. Сега, значи тоа беа основните два индикатори за кои што разговаравме, DXY и инфлација, кои што гледаме дека се позитивни и дека ни покажуваат дека на вистина е време да направиме пресврт во самиот биткоин чарт, а со тоа и во останатиот криптопазар. Значи, тоа е првото што можеме да кажеме од овие индикатори, дека на вистина беа два најтешки индикатори кои што се уште чекавме да се реализираат и се уште никогаш не може да бидете 100% сигурни, може да се повтори онаа ситуација на DXY индексот од 70-тите и 80-тите години, каде што значи ова движење на DXY индексот нагоре е директна причина, не, ова е малку значи наназад. Значи овдека.
Значи ова придвижување на DXY индексот надвор од овој канал е буквално кога Федералната резерва морала да го дигне без преседан, значи многу морала да го дигне DXY индексот нагоре затоа што имаме враќање на инфлацијата назад, тоа што се случило помеѓу 70-тите и 80-тите години, што уствари е уште една од оние причини поради кои што истите мора да задржат значи каматната стапка на високо ниво одреден период додека не добиеме враќање на инфлацијата надолу. Сега да речеме да почнеме да ги анализираме една по една. Значи 200, 300 и 400 неделната средна вредност. Ако се сеќавате 400 неделната средна вредност ја поставивме скоро со тоа што гледаме дека на вистина веќе 300 неделната средна вредност ова е прв пат да не успее да ја задржи биткоин цената над неа како поддршка со оглед на фактот дека во претходните бул маркети истите ни представува момент во кој што имаме пресврт на пазарот нагоре. Со тоа што во оваа ситуација значи ставиме и 400 неделната средна вредност како потенцијално дно доколку цена да се придвижи надолу. Сега, во оваа ситуација сакам да значи уште еднаш Бобан Досев, јас ти благодарам за се што допринесуваш за нашиот канал. Значи ова беше нешто што е најдено од негова страна и е вистина, само што јас например не сум го нашол како факт на самата техничка анализа, односно дека на неделно ниво, како што имавме bearish divergence во самиот врв овде кај имаме bullish divergence, односно имаме паѓање на цената и оформување на ново дно, додека имаме растење на RSI индексот што е класична bullish divergence, односно промена на движењето од една во друга насока. Значи тоа се определува кога имаме пад на цената, односно утврдуваме ново дно, додека во исто време имаме овдека раст на RSI, односно новото дно не е врзано, значи ако имаме пад и на RSI индексот под претходното дно, тогаш веќе имаме само нормално движење надолу. Додека во оваа ситуација каде што имаме пад на цената, додека во исто време RSI индексот пораснал, значи во оваа ситуација имаме класична bullish divergence, која што е уште еден показател дека од овој момент, доколку не добиеме некои фундаментални вести, кои што може да го бутна пазарот надолу поради стравот на пазарот, значи во оваа ситуација можеме да видиме дека имаме bullish divergence, кој што може да одигра многу добро во наша корист, кој што се поистоветува со уште многу други индикатори кои што ги покажеме сега, кои што покажуваат дека на вистина има логика да се наоѓаме моментално на самото дно. Повторно, никогаш не можеме да бидеме 100% сигурни, затоа правиме DCA, но во оваа ситуација мораме да почнеме од негде, мораме да едноставно се обидеме да утврдиме каде се наоѓаме во еден макроциклус со цел да имаме представа. Сега, следна работа која што исто така беше најдена од Бобан Досев е оваа тренд линија која што исто и јас се промашив. Значи оваа тренд линија се протега уште од пред почетокот на 2017 година бул маркетот и гледаме дека имаме буквално истата е поддршка на последниот дел од бул маркетот, овој blow off top, заедно со двете дна на значи првото дно кое што го утврдиме во 2018 година и второто дно со пандемијата во 2019-2020 година, каде што гледаме дека истото дно моментално е точно, значи гледате колку точно и прецизно. Значи точно моментално представува поддршка на цената на биткоин во овој сегмент, каде што моментално се наоѓа. И истото е уствари и тренд линијата по која што цената ни се движи нагоре. Значи повторно, многу добро откритие на Бобан Досев, благодарам уште еднаш. Официјално ќе јадеме пити кога ќе си дојдем во Велес, значи заслужено, како од мене така и од целата заедница. Но јас еве како иницијатор на нашиот канал, јас ќе ги платам питите, значи ваков индикатор е злато, така да морам да признам дека е еден од оние индикатори кои што толку ни помагат да видиме каде се наоѓаме во оваа огромна слика на BR циклусот. Така да, значи ќе напоменам уште еднаш, ова се дополнителни индикатори тренд линии кои што ни покажуваат на макро ниво, на неделно ниво дека на вистина се наоѓаме во потенцијален аптренд. Со тоа што сега прво мораме да се вратиме на оно што веќе го разговаравме, а тоа е дека падот под 200 неделната средна и она што моментално го видовме, ако се сеќавате, она голема корекција надолу. Значи, ние го предвидаме движењето нагоре, но не знаеме како ќе изреагира цената на биткоин кога ќе дојде до 300 неделната средна вредност, што моментално гледаме дека добивме значи солидна корекција надолу, односно бевме одбиени од 300 неделната средна вредност. Повторно, ова се враќаме на тој момент дека имаме
многу луѓе кои што тргуваат и кои што знаат дека ваков тип на пречки, односно ваков тип на отпор е многу јак, посебно во овие периоди на дно на биткоин циклусот, каде што знаеме дека достигнување на истото е, да речем, во оваа ситуација солиден профит и дека многу од нив би земале едноставно профит одека, со што ќе го бутна пазарот надолу. Така да, ова беше една од оние главни причини покрај основните пазари, значи растот на DXY индексот и некои вести на фундаменталната анализа, кој што ни го предизвика ова корекција, ова паѓање надолу. Така да, секако, значи 300 неделната средна вредност е првата пречка која што мораме да ја пробиеме нагоре за да можеме да разговараме за континуиран следен бул маркет. Но нормално знаете и сами дека бул маркетите не настануваат веднаш, односно кога ќе дојдеме до самото дно, значи цената се држи таму одреден период, односно се врши акумулација пред истата да има предвижување нагоре. Ова беше исклучок затоа што стануваше збор за екстремен случај на Black Swan event, како што е COVID нели ситуацијата. Еве, истото можеме да го видиме и во 2014-15 година. Значи bear маркетот сам по себе одреден период се наоѓа во ова поле на акумулација. Така да истото можеме да го очекуваме и каде што се наоѓаме моментално, односно можеме да очекуваме дека цената ќе се задржи во овој период некое време иако имаме bullish divergence и истата ќе формира некој своевиден акумулационен период, акумулационо поле пред да се придвижиме нагоре, затоа што гледаме дека и 300 неделната вредност и самиот bull market support band ни се приближуваат до ова поле каде што цената се наоѓа, кои што ќе бидат многу јака пречка за да дозволат едноставно да се придвижи цената нагоре во овој момент, затоа што навистина се наоѓаме на самото дно. Значи, ова се добри индикатори, ни покажуваат дека навистина има потенцијал за нагоре, но мораме да бидеме реални и да очекуваме дека иако утврдиме можеби дното, цената ќе се задржи во овој период одредено време, како што е и случај со претходните два bear маркети. Сега, значи тоа е во однос на овој индикатор, значи да, можеби нема да стигнеме до 400 неделна вредност, но 300 неделната средна вредност моментално ни е солидна пречка, односно солиден отпор на движење на цената нагоре, така да на некој начин при пробивањето на 300 неделната средна вредност ќе ни даде и верувам уште една потврда за влегување во следниот бул маркет, но како и да се наоѓаме далеку од 400 неделната средна вредност и истата се поистоветува со она дно кое што ние очекуваме да се случи во најлош. Значи ова е најлошо сценарио за биткоин кој што ние го очекуваме, а тоа е 13.800. Нормално, секој има своја анализа, секој има свој најлошо сценарио, но гледаме дека 400 неделната средна вредност би била на вистина многу солидна поддршка со оглед на фактот дека никогаш не сме се ни приближиле до истата и затоа верувам дека ако се приближиме, истата ќе ни представува солидно поле за потенцијално дно. Тоа е во случај да добиеме некои од оние фундаментални вести за кои што разговаравме, како што се рековме, DCG, Ripple или Mt. Gox. Сега, значи во оваа ситуација се уште не можеме да рачунаме директно на ова, затоа што не знаеме дали можеби цената на вистина се предвиди 400 неделната средна вредност, додека 300 како што можеме да видиме моментално е на вистина солидна пречка. Следно, хајке наши свегите на неделно и месечно ниво. Значи подобро е да ги споредиме овдека, затоа што овој чарт не е толку бизи, можеме да ги видиме поедноставно. Значи, ќе се вратиме прво на, тоест можеби подобро ќе биде да ги погледнеме прво на неделно ниво, затоа што знаете и сами дека трендот сам по себе се променува, значи кога ќе добиеме позитивен тренд на неделно ниво, истиот се променува и на месечно постепено, но мораме прво да добиеме позитивен тренд на неделно ниво. Гледаме дека претходно сме добиле во два наврати обид за позитивен тренд, кој што брзо се променил надолу. Значи истата ситуација е и овде моментално, иако свеќата сама по себе не е завршена, се уште има потенцијал за овој тренд да се придвижи нагоре, но знаете и сами дека секогаш кога ќе добиеме ваков тип на свеќа со поголеми сенки од тело, најчесто имаме промена на трендот во обратна насока, што гледаме дека многу често. Без разлика дали е тоа негативен или позитивен, значи најчесто досега е случај затоа што овие свеќи ни сигнализираат во хајке наши промена на трендот во една или во друга насока, така да во оваа ситуација се уште не се знае каде ќе се придвижиме, но оваа тренд линија на вистина, според она што го гледам, е солиден показател за, дури на хајке наши, солиден показател за потенцијална
макро тренд линија која што може да го придвижи биткоин нагоре. Останува да видиме дали ќе биде испочитувана, но со оглед на фактот дека досега во два наврати, уште од самиот почеток на нејзиното формување значи не гледам причина зошто не би било повторно испочитувана. На месечно ниво се уште се наоѓаме во јак даунтренд, затоа што, значи, знаете и сами, колку повеќе се намалуваат свеќите и нивните тела, толку повеќе се приближуваме кон крајот на одреден тренд во хајке наши. Во оваа ситуација, значи, се уште немаме таква ситуација и ќе кажем уште еднаш, значи, ваков тип на свеќи, односно свеќи кои што имаат поголеми сенки од нивно тело, се моментите каде што очекуваме пресвет. Се уште сме далеку од тоа, значи хајке наши моментално не е на наша страна, но нели, секако продолжуваме понатаму да го следиме, како што кажам и сами, некогаш само да погледнеме, тоа е многу интересно, би сакал да го споредиме, значи како моментално бил претходно, гледайте. Значи имаме јак тренд во кој што имаме една свеќа која што има поголеми сенки од тело и придвижување нагоре, но повторно не заборавајте дека дното е формирано од овие 4 свеќи на месечно ниво, тоа се 4 месеца, значи се обидувала цената да формира дно. Истата ситуација и овде. Значи гледате, промена на трендот имаме после формирање на ваква свеќа каде што имаме поголемо сенки од тело и придвижување нагоре. Но повторно, гледате колку свеќи се потребни за формирање на самото дно. Така да, значи не бидете нестрпливи во ваков тип на макротрендови, кога станува збор за големи добра како што е најголемото во криптосферата, потребно е време пред истото да оформи солидно дно. Така да потребно е време, затоа значи не се брзаме, како што кажавме и понатаму, значи гледаме да направиме соодветен DCA, односно да алоцираме што можеме поблиску до потенцијалното дно, со цел да се позиционираме подобро за следниот bull market. Со тоа што направивме уште една алокација на 10% од нашето портфолио, ќе поразговараме повеќе за тоа некаде откако ќе завршиме оваа анализа за индикаторите, со тоа што само ќе напоменам дека следните 10%, значи поспротивно на нашата досегашна политика, ги алоциравме во Matic, Polygon, затоа што гледаме многу голем потенцијал во таквиот коин и затоа ќе поразговараме во посебно ниво каде што ќе разговараме за самиот Matic, за самиот Polygon, но денес само на кратко ќе спомнеме нели за овој апдейт. Ќе гледам во текот на утрешниот или следниот ден да направам и видео во кое што ќе поразговараме точно зашто алоциравме 10% од нашето портфолио во Polygon во претходниот пат. Значи во падот кој што го кој што се случи во овој сегмент, овој последен пат, кога имавме одбивање на цената надолу, значи ние купивме 10% во Polygon, затоа што цената моментално е многу примамлива, значи во овој дел негде купивме 10% во Polygon, ќе покажеме повеќе за тоа во посебно видео, затоа што Polygon навистина заслужува свое посебно видео, со оглед на фактот дека е еден од оние, да речем, коини кои што имаат масовен, значи многу добар потенцијал за следниот bull market, посебно со оглед на фактот дека станува збор за коин кој што направи партнерства со Disney, со Starbucks, со огромни имиња кои што очекуваат многу од ваквиот екосистем, а дополнително да не забораваме дека е еден од најпопуларните и најкористените second layer солуции на Ethereum систем. Така да тоа е само еден краток апдейт, ќе направиме посебно видео за Matic во кое што ќе разговараме малку за нели зошто одлучивме сега да ставиме 10% во него, затоа што јас очекувам дека нема да имаме уште многу време пред да го утврдиме официјалното дно или пак веќе сме го утврдиле, но потребно е време за да се потврди. Во секој случај, значи според мене моментално можеме да алоцираме дел од нашето портфолио и на овие помали маркет капови како што е Matic, кој што потенцијално може да ни донесе многу солиден профит во следниот bull market, со оглед на фактот дека навистина има потенцијал. Како што кажав, ќе поразговараме во видео посебно наменето за него. Сега, тоа беше значи 200, 300, 400 неделна средна вредност, овие два индекси ги поминавме, хајки наши свеќе да ги поминавме, останува уште да видиме што се случува со RSI, Stock RSI и MACD. Но не запираме таму, значи имаме многу интересни, да речем, други индикатори кои што сакам да ви ги покажам, кои што навистина покажуваат каде се наоѓаме, со тоа што ќе направиме осврт и на макродвижењето, односно досегашните циклуси и нивните тајмирани дна и врвови, како и ќе направиме, значи, интересни анализи на некои чартови кои што досега не сме ги спомнали, не сме ги анализирале, но нели, останете, ќе го завршиме и тој дел. Сега, рековме следно што треба да направиме е да ги анализираме MACD, RSI и Stock RSI. Значи, гледайте, на месечно ниво имаме
пресврт во MACD, но се уште немаме солиден пресврт во кој што ќе видиме значи соодветно за облување на сигналната линија во која што ќе добиеме пресврт преку базичната линија. Сега, и ова е лагирачки индикатор, оно што постојано разговараме. Значи ваков тип на лагирачки индикатор ни покажува дека многу подоцна ќе утврдиме дека навистина сме биле на дното кога ќе добиеме пресврт, односно кога ќе добиеме сигнална линија која што преминава преку базичната линија. Затоа е потребно многу време за истата да се сврти во нагорен тренд и најчесто, значи во претходните бул маркети утврдено, веќе ќе го имаме утврдено дното, но ова е само лагирачки индикатор кој што и понатаму нели е добар за да знаеме дека навистина се наоѓаме во аптренд, но не е индикатор кој што може да ни покаже дека навистина се наоѓаме на самото дно. Додека RSI и сток RSI се малку подобри во овој случај. Прво ќе погледнеме сток RSI кој што е на скоро апсолутна нула на месечно ниво, што е нели оно комплетен oversold, односно препродаден, и нормално самиот RSI кој што се наоѓа на рекордно ниво, односно на 30-40, односно најнисок што некогаш бил во целата историја на биткоин, со тоа што, значи, повторно, се уште имаме голем да речем период за движење, односно простор за движење надолу до 30, каде што би бил официјално препродаден, но не очекуваме тоа да се случи со оглед на фактот дека навистина мислам дека се наоѓаме многу блиску до самото дно, но тоа е на месечно ниво, додека на неделно ниво истите ни се во многу по-добра ситуација, односно гледаме дека веќе имаме направено пресврт во MACD и имаме нагорно движење над нулата на самите столбови, додека сигналната е над базичната линија со соодветен простор помеѓу нив. Така да во оваа ситуација, значи веќе имаме, значи како што разговаравме, bullish divergence нагоре, кој што е утврден од падот на цената во овие две локални дна, како и придвижување на RSI во нагорна линија, кој што моментално ни покажува дека имаме bullish divergence, кој што е многу добар за нашата анализа моментално. Како и сток RSI, кој што моментално ни се наоѓа во нагорна линија, односно имаме утврдување на дното во оваа ситуација и сигналната се наоѓа на базичната линија. Значи, тоа ни се моментално индикаторите кои што ги следиме за утврдување на дно, кои што се уште не толку, нели, во наша полза, но се повеќе и повеќе до индикатори ни покажуваат значи промена на трендот. Сега, следно што треба да направиме е да погледнеме што се случува на макро ниво. Значи, макро ниво, ова моментално ќе го споредиме на Rainbow чартот, кој што е многу подобар во оваа ситуација, затоа моментално нема да, значи, каналот се уште се наоѓаме многу блиску до враќање во истиот. Гледаме дека овој канал кој што ни беше, значи, од еден од луѓето кои што ни помагаат во однос на нашата работа, значи ни беше даден како еден од оние индикатори кои што можеме да ги следиме. Значи, овој канал се уште е на некој начин испочитуван со оглед на фактот дека моменталното дно кое што го имаме во 2015 година е многу слично на дно кое што го имаме сега во 2022 година, каде што многу лесно можеме да се вратиме назад во овој канал нагоре. Така да во оваа ситуација гледам дека овој канал може да се покаже како еден макротренд кој што можеме да користиме и понатаму. Во нашите анализи се уште не е негиран како индикатор. Следно за кое што ќе поразговараме е ова макрошема, која што ја покажаме уште пред многу време, со тоа што знаеме дека циклусите на биткоин се на 4 години. И знаеме дека досега, значи, истите се на вистина испочитувани целосно во однос на време траењето. Односно, од представување на секој врв, гледаме дека следниот врв бил на 35 месеци од претходниот. Додека, ако ги рачунаме од самиот врв, гледаме дека истите, значи, се е буквално на ист временски период. Дната се на точно определено време, халвинзите се на точно определено време, со тоа што се тоа потекнува од самите халвинзи, односно халвингот на биткоин е на секој 4 години и истиот алгоритмички се значи се реализира на самиот биткоин блокчейн. Со тоа што во оваа ситуација, значи моментално од првиот bear market и неговото дно сме имале 47 месеци за да го утврдиме вториот и моментално се наоѓаме точно на 47, односно 48 месеци во декември моментално, со што имаме шанса, значи на вистина уште еднаш да го потврдиме она дека ваквите циклуси од 4 години се, значи, не само што се точни за халвинг, се точни за утврдување на врвови и на биткоин чартот. Така да потврдување во оваа ситуација на биткоин дно
ќе значи многу за понатамошните анализи кои што ги правиме како на нашиот канал, така и на останатите, нели, канали кои што го следат истото ова, ги следат истото ова аналитика. Така да, јас верувам дека ова е еден од оние основни индикатори кои што може на макро ниво да ни покаже дека на вистина се наоѓаме на многу блиску до утврдување на самото дно. Сега, за овој индикатор останува да видиме, но досега не се покажал дека греши, со оглед на фактот дека имаме два пати поред утврдување на 35 месечен врв после првиот, како и моментално халвинзите сами по себе се 17-18 месеци после утврдување на самото дно. Така да и во оваа ситуација, ако успееме да го утврдиме дното во овој сегмент, очекуваме дека халвингот ќе биде на 17 месеци после самото дно. Значи халвингот е неподвижен, но дното за разлика од тоа може да се покаже како да речем таргет кој што може да се придвижи еден месец поназад или понапред, со тоа што моментално ние на вистина утврдивме дно на 47 месеци и цената се наоѓа над тоа дно, но се уште не можеме да бидеме сигурни додека не дојдеме до момент да се придвижиме нагоре со цената и да утврдиме дека на вистина сме го утврдиле биткоин дното. Следно, за кое што ќе поразговараме овдека е самиот значи Wyckoff. Сега моментално веќе имаме повеќе признање во однос на Wyckoff и можеме повеќе да поразговараме за истиот, односно во оваа ситуација знаете и сами, откако ги направивме значи оние две видеа кои што може да научите повеќе за Wyckoff, значи погледнете и може да ги најдете на нашиот едукативен дел, каде што моментално гледаме дека на вистина се наоѓаме во Wyckoff акумулација. Значи можеме да видиме дека ако оваа ситуација се потврди како реална, значи сето она што досега сме анализирале е сосема солидно и дека моментално единствено што треба да видиме за оваа Wyckoff акумулација да биде на некој начин потврдена е пробив на спрингот над ова долно поле на претходниот трейдинг рейндж, со тоа што ваквиот пробив на спрингот над ова поле ќе значи дека на вистина сме утврдиле спринг, односно во оваа шема на вистина сме утврдиле спринг кој што ќе направи ретест и ќе почне да се придвижува нагоре во следниот бул маркет, но да не заборавиме, значи ваквите шеми е потребно време да се реализира. Во оваа ситуација во почетокот на шемата веќе се наоѓаме, значи до овој момент, значи на дневно ниво потребно ни биде 190 дена за да стигнеме до овој момент, до овој дел од самата шема. Така да уште еднаш ќе напоменам, не очекувате дека ваквите макроформации ќе се реализираат брзо, значи мораме едноставно да ги следиме и да бидеме значи во оваа ситуација, значи не само во биткоин, туку во било кој дел од тргувањето или инвестирањето, многу е битно да имате трпение. Значи не постојат брзи пари ако станува збор за инвестирање и ако станува збор за дури и трговија со сериозни коини и сериозни вредности, значи не дозволува брзи пари. Значи не постои такво нешто. Може да ви се посреќи некогаш, но генерално тоа не е случајот и во оваа ситуација мора да имате трпение, односно овие како што може видите и сами анализите мора постојано да се прават, да се следи пазарот постојано со цел да се утврди точно каде се наоѓаме во еден макро циклус, како и во оваа ситуација. Значи, иако ова е мала, значи верувајте ми, ова е мала формација, 190 дена не е ништо за една формација. Истата може да биде некогаш и неколку години. Така да во оваа ситуација, значи за да анализираме оваа формација и да потврдиме дека навистина се наоѓаме во Wyckoff акумулација, ние мораме прво да утврдиме пробив на долната граница на трейдинг рейнџот, за може да разговараме повеќе во овој сегмент за фазата D, односно последниот дел од акумулационата фаза на Wyckoff акумулацијата, со тоа што не заборавајте дека и истата таа фаза може да потрае долго, значи некогаш потребни се месеци за да завршиме една целосна фаза, а не па и целосна формација. Но е нешто што веќе се повеќе и повеќе изгледа како реално и се повеќе и повеќе ни покажува повеќе елементи во кои што можеме да тврдиме дека на вистина се наоѓаме во таква формација. Сега, значи тоа е околу стандардните класични анализи кои што моментално ги правиме. Сега моментално би сакал да одвоам малку време со цел да видиме што се случува со одредени други, да речам, чартови или други аналитики кои што доаѓаат директно. Ова се индикатори кои што директно се применети на самиот чарт и тоа на логаритмички приказ на самиот чарт, кои што може да ни покажат интересни податоци кои што на пример не можеме да ги најдеме на класичен обична техничка анализа.
Значи првиот, како што кажаме и сами, е уствари паралелен на ова моментално што гледаме овдека, со тоа што овдека е применет на логаритмички чарт на биткоин директно ставен Фибоначи секвенцата, со тоа што сите овие моментално што ги гледаме зелени и црвени линии представуваат значи таргетни линии од Фибоначи секвенцата од 0 па до 100, значи сите оние левели, со тоа што значи слично на тоа кога ќе утврдиме значи ваквата Фибоначи секвенца, но ќе ја прилагодиме на non-bubble data, односно кога ќе ги земеме во предвид само деловите од биткоин чартот кои што се наоѓаат во нормално растење, односно не овие blow-off top, значи ќе ни даде сосема нова вредност. Значи сега, како и последниот пат кога го спомнав ова, јас за жал не можам, значи не сум соодветно спремен да можам да го направам ова програмерски, затоа што за ова е потребно соодветно познавање да може во програмскиот дел на биткоин, значи во Pine едиторот, да може да го испрограмирате овој дел, за кој што јас реално значи не сум соодветно стручен и значи не би се дрзнал да правам такво нешто со оглед на фактот дека за тоа треба соодветно школа, но понатаму можеби ќе успеам да го научам и тоа. Во овој момент, значи, ова е превземен чарт, значи, од lookintobitcoin.com, кој што е уствари една од оние страни кои што имаат огромен број на индикатори директно применети на биткоин чартот, кои што можеме така да ги користиме. Значи нема да има разлика дали ќе го направиме ние или некој го направил за нас, битно е индикаторот да биде корисен за нас. Така да во оваа ситуација, значи оние кои што знаат да програмираат за разлика од мене, моментално значи направиле прилагодување на Фибоначи секвенцата во овие делови. Значи ги земале само овие делови каде што е non-bubble data, односно нормален раст на биткоин цената и ги прилагодиле фактички овие да бидат првите вредности на самата Фибоначи секвенца. Со тоа добиле, гледате го чартот кој што го добиваат, се нарекува Rainbow чарт и истиот ни покажува значи солидно каде се наоѓаме во самата Фибоначи секвенца, со тоа што долните вредности на Фибоначи секвенцата, како што можеме да видиме, ги определуваат ната на моменталните bear маркети во сите, значи ова е уште од почетокот на биткоин чартот, каде што моментално и се наоѓаме. Додека горните делови после средната вредност веќе представуваат потенцијални врвови на едно движење на биткоин. Така да во оваа ситуација, ако го зумираме овој дел, можеме да видиме дека буквално се наоѓаме во апсолутното дно на овој чарт. Тоа уште еднаш ни покажува дека навистина се наоѓаме до потенцијално дно, значи многу блиску до потенцијално дно, кое што би можело да потрае од формирањето на истото, но самиот чарт во оваа ситуација знаеме и сами. Не можеме да земеме еден индикатор и тој да биде исклучиво вредноста по која што ќе се водиме, но може да ни покаже во склоп со други индикатори дека навистина се наоѓаме на самото дно. Значи колку повеќе индикатори ни покажуваат дека се наоѓаме на самото дно, толку повеќе, значи сме уверени дека навистина се наоѓаме таму. Следниот индикатор кој што ќе ви го покажам е промена на значи на портфолијата, односно на новчаниците и колку моментално е задржан биткоин и значи во овој чарт сите овие различни бои представуваат сегмент на новчаници. Значи во оваа ситуација овдека во најгорниот дел можеме да погледнеме новчаници, само да ви покажам точно. Значи новчаници во кои што биткоин не направил движење од 7 до 10 години. Значи од 7 до 10 години нема никакво движење направено од биткоин. Потоа имаме новчаници во кои што имаме 5 до 7 години нема никакво направено движење. Потоа имаме следно е 3 до 5. Па во оваа ситуација имаме подолу, само момент да најдам, 2 до 3 години и до моменталните 24 часа, значи дури и во последните 24 часа. Сега, интересното што е? Значи гледаме дека количината на биткоин која што не била поместена, со оглед на фактот дека ова се овдека ви дава точно и процент. Значи еве сега моментално што ќе направам? Ќе го зумирам само последниот дел да видиме каква е ситуацијата моментално во однос на еве. Значи во последниот дел имаме, значи придвижување, значи ако имаме голема волатилност, ќе имаме се повеќе и повеќе од овие бои, значи поголем дел ќе завземаат овие бои. Затоа што овие бои се помал период во кој што моментално имаме придвижување на биткоин чартот. Значи во 24 часа само 1% од вкупната количина на биткоин се поместила, односно се разменила од еден на друг новчани. Потоа имаме од еден ден до една недела 2,15%, тоа се 3 вкупно, и од една недела до еден месец оприлика 5 лиш.
5%, значи заедно 8%. И следното ниво е од 1 до 3 месеци. Да речеме дека ова се оние трговци кои што значи го променуваат биткоин постојано од една во друга рака, така, што уствари заедно ни представува 16%, значи 8 од првите три категории, последната до 3 месеци се заедно 16 или 17%. Значи, ако се сеќавате, она што ви го кажав пред еден ден, каде што податокот испадна дека оприлика 82-83% од биткоин моментално се наоѓа во рацете на големи новчаници, односно во рацете на китови. Ова го потврдува тоа. Значи, моментално до последните 3 месеци имаме оприлика 16% или 17% на биткоин кој што ги променил новчаниците, односно некој тргувал со него. Додека останатите нагоре од 3 до 6 месеци па до од 7 до 10 години, тоа се оние 82-83% кои што не го промениле значи новчаникот, односно останале во овој период, значи зборуваме од 6 месеци па нагоре, а нормално 6 месеци пред овој период кој што се наоѓаме, се уште не бевме ниту во потврден bear market. Така, што значи дека никој од овие новчаници не продава, а и не верувам дека ги продаде, со оглед на фактот дека продавање во овој момент, ако вие сте држале пред 6 месеци биткоин, кога цената беше над 30-40 илјади долари, значи би бил самоубиство. Значи вие едноставно би направиле голема штета на вашето портфолио. Така да, овој чарт е многу битен затоа што ни го потврдува оно што го кажав вчера, дека повеќе од 82-83% од биткоин се наоѓа во рацете на китовите, што знаеме и сами дека китовите не продаваат. Посебно некога станува збор за волку ниска вредност на биткоин. Така да, во оваа ситуација ова е многу позитивен да речем сегмент во овој период каде што се наоѓаме, затоа што ни покажува дека големите играчи, односно оние diamond hands што ние постојано го велиме, нема да продадат затоа што се наоѓаме на многу ниска вредност на цената на биткоин. Следно за кое што треба да поразговараме е колку моментално имаме wallet-и кои што држат повеќе од 1 биткоин. Значи држење повеќе од 1 биткоин ве прави официјален играч во овој криптопазар. Зошто? Затоа што ако имате повеќе од 1 биткоин, значи вие навистина акумулирате за фактички поголема вредност, односно не би го продале сега. Со посебно со оглед на фактот дека гледаме дека значи од целата историја на биткоин моментално имаме највисока вредност на таков тип на wallet-и, каде што имаме повеќе од 975.000 wallet-и кои што држат повеќе од 1 биткоин. И нивната значи бројот на вакви wallet-и само се зголемува. Тоа уште толку ни покажува дека се повеќе и повеќе луѓе веруваат дека навистина се наоѓаме до апсолутно до дно на овој bear market, затоа што зошто би купиле баш во овој период ако не очекуваат дека ова е навистина дното. И тоа уште од самиот Terra Luna колапс, значи тоа е во овој сегмент овдека, гледаме дека имаме огромно зголемување на овој индикатор, со тоа што во оваа ситуација значи истиот бил на 866.000 и се зголемил на 960.000 новчаници во овој период од Terra Luna колапсот па до моменталната ситуација. Ако истите беа исплашени дека биткоин ќе оди до нула, немаше да имаме 100.000 нови новчаници кои што купиле повеќе од 1 биткоин. Така да имате во тоа превид и тоа е уште еден од оние индикатори, значи ова го поразговаравме. Исто така, до сега, значи ова е уствари многу слично на она што моментално ние го правиме како анализа на макро ниво, односно и некој друг го нашол исто до тоа, значи кога ќе споредиме моменталната ситуација на биткоин на макро ниво, значи она што јас постојано го кажувам. Гледате дека и друг буквално го нашал истото, значи ова е исто така најдено од страна на Бобан Досев, така да благодарам уште еднаш. Но само да го споредиме моментално. Гледайте, некој утврди дека од халвингот 65% значи во целиот циклус се потребни за да дојдеме до апсолутно до дно. И моментално се наоѓаме точно од самиот халвинг на 65% од еден циклус, што кореспондира со она што моментално ние го разговаравме, дека до сега во 3 наврати, значи она што ние го покажеме овдека, значи од самиот халвинг сме го утврдиле правилното дно, значи од bear маркетот имаме 18 месеци до халвингот и 47 месеци до дно. Значи од самото дно имаме 17 месеци до халвингот и 47 месеци до самото дно. Исто и во оваа ситуација, значи некој тоа веќе го направил, односно од самиот халвинг 65% од циклусот од 4 години ни е самото дно. Така да и во оваа ситуација се наоѓаме точно во тој сегмент, останува да гледате, многу од овие аналитики покажуваат дека навистина се наоѓаме многу блиску до апсолутно до дно.
И после следниот пат, CBBI, еден од оние индикатори кои што ја сакам да го користам, е збир на овие 10 индикатори кои што ни покажува на макро скала каде се наоѓаме во еден биткоин циклус, bear и bull нормално, со тоа што овие минимални вредности од 2, 3, оваа ситуација е 1, ни представуваат вредности кои што до сега го означиле самото биткоин дно, и во оваа ситуација исто така. Значи гледаме дека вредноста од 2 може да ни го означи она апсолутно дно кое што го добивме негде околу 15,5,7к, така да голема веројатност дека дното е веќе постигнато. Ќе напоменам уште еднаш, не можеме да бидеме сигурни се додека не утврдиме дека Genesis нема да направи банкрот, дека нема да добиеме некоја страшно негативна одлука за Ripple, како и последното дека Mt. Gox нема да предизвика апсолутно, значи како да кажам, целосен пад на пазарот со продавање на оваа огромна количина на биткоин, која што ќе биде вратена на луѓето кои што ја изгубиле уште од 2013-14 година. Fear and Greed индексот во оваа ситуација не ни покажува многу, затоа што ова е локален индекс кој што моментално ни покажува на локално ниво, и истиот е 28. Да, имаме страх на пазарот, но генерално не може да ни помогне многу со оглед на фактот дека не сме во оној екстрим fear па да можеме да кажеме да и тој дополнително ни помага, но традиционалните пазари за разлика од тоа се наоѓаат во fear, за разлика од пред еден месец кога бевме во greed, ако се сеќавате. Значи тоа баш го разговаравме дека greed во овој сегмент од bear market, како на традиционалните така и на биткоин и криптовалутите, може да предизвика значи пат на вредностите на традиционалните пазари, како што се DXY и Nasdaq. Извинете, SPY и Nasdaq, за кои што ќе разговараме во следното видео. Сега немаме време да ги анализираме истите. И она што го разговараме претходниот пат, сакам уште да го напоменам, е дека значи ова максимална вредност од 0,51 на скала од 0 до 1 за вредност на Bitcoin Sentiment е негативна репутација која што моментално ја добивме поради падот на FTX, но е уште еден од оние показатели кои што велат дека најчесто фад е најголем во дното на самиот биткоин. Значи, ова го кажувам затоа што сакале не или не, тоа е реалноста, и знаеме дека во претходните bear маркети, кога ќе стасеме до самото дно на биткоин, многу често ваквите пад кампањи се многу јаки и во тој момент најдеќе испаѓаат таков тип на вести во кои што се промовира дека биткоин ќе оди до нула, се промовира дека крипто целата заедница е понзи, ме разбирате што сакам да кажам. Така да и ова е уште еден показател, иако е неофицијален показател, но досега во два наврати ни покажал дека таквите, како да кажам, оние фад ширачи највеќе се јавуваат во ваквиот момент, и секогаш нормално кога ќе дојде биткоин до некоја минимална вредност се обидуваат да представат дека тоа е крајот на биткоин и дека тука завршуваме со крипто, за нормално само после неколку месеци да имаме враќање назад, но како ќе кажам, значи како до сега така и сега. За мене многу поголем ризик е да ги чувам моите средства во некоја обична валута и истите да бидат уништени од инфлација преку годините, за разлика од потенцијалната добивка која што можам да добијам од криптопазарот во оваа ситуација. Така да ќе напоменам уште еднаш, како и за вас, така и за мене, секој одлучува за собствените ризици, одлучувајте и вие самите за себе, така да, значи, видете дали за вас повеќе е ризик да ги чувате вашите средства во валути, кои што од година на година се повеќе и повеќе се намалуваат, или пак ги чувате во потенцијален следен чекор на финансиската еволуција, така да останува на вас да одлучите сами што ќе правите со вашите средства, но сакам да напоменам пред самиот крај на нашето видео, затоа што ова беше долга и екстензивна анализа. Значи се уште не можеме да бидеме 100% сигурни дека се наоѓаме на самото дно, но се повеќе и повеќе индикатори ни покажуваат дека се приближува. Така да, значи колку повеќе од овие индикатори ни покажуваат позитивно, ќе напоменам дека не можеме да бидеме со сигурност уверени дека сме го добиле дното. Значи многу е тешко да го темпираме дното, но е многу лесно кога го правиме DCA околу самото дно со цел да го алоцираме нашето портфолио во најдобра можна позиција за следниот bull маркет. Така да земете го ова како водилка секогаш кога правите ваша анализа, да знаете отприлика колку време ни е потребно да стигнеме до следниот халвинг, а со тоа иницира и на следниот bull маркет. Значи ова како секогаш што го оставам на крајот од нашите технички анализи, нека ви биде водилка
за да знаете дека навистина се уште имаме време и да научиме, има време и да се инвестира, значи дури да не направите инвестиција на апсолутно до дно, тоа не го менува фактот дека имаме потенцијал за солиден профит во следниот bull маркет, така да останете со нас како канал, единствено што бараме од вас е мала поддршка од типот на покажете го на луѓе за тоа што е нели бесплатен материјал, оние кои што сакаат да научат за крипто, ова го правиме за нив. Така да, вие сте наша најдобра реклама, гледате дека не правиме ништо посебно околу рекламирање, ова не е платен канал, ние немаме чланарини, ние немаме никаков тип на VIP клубови во кои што ви даваме сигнали, ова е тематика која што е од едукативен карактер и е овде со цел да на некој начин помогне во едукацијата на македонскиот народ, поради тоа што не постои таква на наш јазик во Македонија. Така да ви благодарам како и секогаш за поддршката, се надевам дека ќе продолжите и понатаму да го следите нашиот канал. Јас ќе гледам да стапам во контакт со Никола, ако можеме да организираме потенцијален подкаст пред новогодишен и на тој начин да ја завршиме оваа година со бум. Така да ви благодарам како и до сега за нашата поддршка, продолжите и понатаму, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија и од топлата Малта.